Свеченото обраќање во владата, премиерот Христијан Мицковски рече дека овој договор е потврда за храброста на тогашните лидери кои не сакаа поделби и донесоа мир. Денес, 24 години по потпишување на рамковниот договор, стоиме овде не само да се потсетиме на еден историски датум, туку да се потсетиме на една длабока вистина дека државата имаме само ако ја чуваме заедно. Рамковниот договор не е само лист хартија, тој е символ на зрелост, на храброст и на мудрост. Тој е потсетник дека колку и да се разликуваме по јазик, вера, култура или етничка припадност, сите ние делиме една историја и една заедничка иднина. Вице-премиерот Изет Меджити рече дека Охридскиот договор не беше само мировен договор, туку и темел за нов пристап на градење на државата. Охридскиот договор не е само сечавање, тој е жив процес кој секојдневно треба да се претвара во правични закони, инклузивни политики и институции кои му служат на граѓанинот со честност. Да го чуваме овој договор како наш политички и морален бисер, да продолжиме да го спроведуваме со посветеност и визија. Зошто само така нашиот заеднички дом, Северна Македонија, може да биде правична, еднаква и просперитетна држава за сите. Со видео обраќање се јави и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој рече дека придонесот на албанците низ годините резултирал со добри меѓуетнички и меѓусоседски односи. Ne po bëhemi bashk, si asnjëherë më parë, të zënë pas rrënjësh e jo pas degësh, jo hizmetçar e qiraxhi, por krenar e të përkushtuar për t'i dalë zot kushtrimit popullor për dignitet kombëtar, o sot, o kur. Të bëhemi bashkë të gjithë, i madhe i vogël, burra e gra, që qerek shekulli i marrëveshjes së Ohrit të na gjej ballë lart. Со потпишувањето на Охридскиот договор се стави крај на 7-месечниот конфликт во 2001 година, а потоа тој преку амандманите стана и дел од Уставот на Македонија.